Се наоѓаме на полетувалиштето за параглайдери, кое што е изградено во близина на манастирот Успение на Пресвета Богородица, Трескавецка и Прилеп. Мои соговорници ќе бидат браќата Мартин и Борјан Јовановски од Прилеп, кои што се едни од најдобрите параглайдеристи не само во Македонија, туку и во светот. Со нив ќе поразговараме околу перспективите и развојот на овој спорт во Македонија, како и за нивните лични успеси. Мартин, нова полетувалиште каде што се наоѓаме сега беше сон за голем број прилепчани. Како ја гледаш неговата изградба и кои се перспективите за развојот на овој спорт во Прилепско? Значи, како што напоменав, полетувалиштето беше сон уште од 80-тите години, кога први се појавија параглайдерите и делтапланерите во Македонија, затоа што овој регион околу Трескавец од секогаш бил интересен за летање и погоден поради ветровите кои што дуваат тука. Но низ годините, поради тешкиот пристап, секогаш се одело на алтернативи како кон Крушево, кон местноста Слива према Мариово и слично, Охрид во оваа околина, и беше оневозможено да се развива повеќе летањето тука. Сега, во последните неколку години, најмногу ради патот што се изгради до манастирот, но и со проектот на USAID и на Прилепската општина, кои го средија полетувалиштето тука, наместија метеостаница која што можеш автоматски да гледаш од било каде во светот што дува тука и дали е добро да дојдеш тука, наместија инфотабла за сите туристи кои доаѓаат тука, наместија место за припремање со леталата и заштилување, така да дефинитивно постанува и наликува на еден светски центар. И сега единствено ни останува промоцијата, која што веќе наголемо започнува и на сите надпревари на кои што ние учествуваме и по магазини и слично, и можам да речам дека веќе резултатите се гледаат. Ако во последните 10 години Крушево беше центар на летањето во Пелагонискиот регион, во последните две Прилеп зазема се поголем процент на летови направени одовде и верувам дека во иднина ќе имаме се повеќе, затоа што имаме одлично место за развој и на туристичкото летање, на туристи кои доаѓаат тука за да го посетат местото, но и се надевам во иднина ќе имаме поголем број на параглайдеристи и од нашиот град, затоа што морам да истакнам дека Прилеп и во моментов е еден од најпараглайдеристките градови во Македонија. Сепак првото летање започнало во Прилеп, но со овој терен кој го имаме во моментов имаме одлични услови за да имаме добра иднина во однос на пилоти и добри клубови. Како што напомена, освен Прилеп, исто така центар за развој на параглайдерството е и Крушево. Што не очекува ова лето кога станува збор за организирањето на ваквиот вид на надпревари? Значи, оваа година е доста богата во однос на надпреварувачки карактер во Пелагонискиот регион генерално. Се одржуваат две европски првенства, кои што едното е во делтапланери, змаеви, како триаголници тие што се, и се одржува од 15 јули до 30 јули, а другото е европско првенство во параглайдинг и ќе биде од 8 до 20 август. Значи, почнувајќи од средината на јули до крајот на август, над небото над Пелагонија ќе биде исполнето со параглайдери, змаеви и све што лета од цела Европа. Колку се очекува да дојдат тука учесници на сите овие надпревари? Учесниците на европските првенства се од 100 до 150 луѓе надпреварувачи, но знаете, тие носат цели тимови на пропратни пилоти, на став кој што му помага, на тим лидери и слично, така да само за надпреварите јас верувам дека ќе има околу посетеност од околу 500 до 1000 пилоти од целиот свет, кои навивачи, кои гледачи, кои само туристи. Мислам дека ова ќе биде една од најуспешните сезони во однос на посетеност од странски пилоти во Македонија. Зошто баш го одбираат Крушево, Прилеп, Македонија? Поради добрите услови, ефтините цени или има некој друг фактор? Најчесто е тоа микс на сите овие нешта. Морам да напоменам дека природните услови на ветровите и на времето овде е може би еден од најклучните фактори. Ние имаме фантастично место за летање со 300 сончеви дена во годината, со многу поволни услови, многу мирни услови, безбедни услови и напорната работа во последните
30 на години, можам да речам, уште од првите параглайдеристи тука да го промовираат тоа место, довела до тие надпревари да се организираат тука. Ние во моментов имаме неколку пилоти од светска класа кои што покрај нас двајца имаме Игор Тодевски кој што бил 10-ти на европско првенство, имаме Горан Димишковски кој што е еден од организаторите на светскиот куп, така да пилотите во Македонија допринел да ова место биде чуено, затоа што кога јас одам на некој надпревар и освојам, не знам, светско првенство или слично, секој се прашува каде ова дете тренира да биде толку добро. И така во последните 10 години морам да напоменам откако почнавме така и се поголем број на луѓе и како туристи, потоа и надпреварите, така да постана еден светски центар, европски и светски центар за летање тука. Ефтините цени се сигурно фактор, значи Македонија како и целиот Балкан е на мапата на туризмот во последните неколку години, како нешто ново, како нешто алтернативно, ефтино и сигурно не одмагаат. Што треба да направиме како држава за да го зголемиме овој број на туристи? Морам да признам дека во цел овој регион, да ги пофалам и општините на Прилеп, Крушево и Кривогаштани дури, кои што ни овозможија слетувалишта и слично, дека доста работат, особено Прилеп работи многу напорно на сите екстремни спортови. Јас имам другари од качувачките клубови и слично. Клучните работи се како и досега промоција, само промоцијата за да се крени нивото на повеќе луѓе да доаѓаат овде. Полетувалиштата морам да кажам дека горе-долу доста се средени. Оваа година потребно е малку да се досреди пред европското првенство полетувалиштето во Крушево, за кое што од општината ни јавија дека изнашле можности и средства да се постави вештачка трева поради настанатата ерозија на теренот. Така да во иднина би било уште малку потребно да се поработи на останатото е промоција и помагање на кои што би ги промовирале овие места за летање секаде во светот. Боријан, целата ваша фамилија се занимава со овој спорт. Дали може да ни кажеш накратко историјата како и зошто сето тоа започна? Па најпрво мојот татко започнал да лета со делтапланери, па потоа со параглайдери, па мојот брат и јас постепено се најдов некако во овие води од кои не можам да излезам, ме завлекуваат се подлабоко и подлабоко во истите и за кратко време имам некои добри успеси што и ми дава се поголема и поголема мотивација да достигнам светскиот врв. Какво е чувството? Може ли да се опише со зборови кога си горе приближно до облаците? Чувството е приближно на една слобода кој никој не може да ти одземе, но сепак сами треба да го искусите бидејќи не може да се допише. Дали тука станува збор за некаква зависност од адреналин? Не воопшто, едноставно убавината ве привлекува да оправите повторно и повторно нештото. Заедно со твојот брат сте едни од ретките македонци, ако не единствените, кои што се најдоа на топ 5 листата во целиот свет. Кои се твоите успеси заедно со вашата фамилија? Значи, претходно сакам да напоменам дека на светските купови во Германија и во Бугарија, кои се беа едно по друго, ги освоив второ место. Подоцна во Црна Гора и во Албанија, заедно со мојот брат, основавме еден тим кој се нарече Fly BGD и таму бевме исто на подиум, второ место и прво место во Албанија. Моментално со постигнатите претходни резултати јас котирам на светската ранглиста со одлично четврто место. Во која дисциплина? Во прецизно слетување. Дали се занимаваш и со другите дисциплини, крос кантри, правење акробаци? Да, сега почнувам да се занимавам и со другите дисциплини. Кои се твоите размислувања за перспективите на развој на овој спорт во Македонија? Колку младите се заинтересирани да се занимаваат со него? Значи, во овој спорт секако треба млади луѓе кои ќе го носат овој спорт да оди се понапред и понапред, кои ќе се надпреваруваат на меѓународните надпревари. Има огромна заинтересираност и е во подем таа заинтересираност. Дали е скап спорт? И што треба пред се, освен желбата,
да се поседува за да еден човек започне да се занимава со параглайдерство? Најпрво младите треба да имаат желба да почнат со овој спорт и после се е лесно, треба да се пријават во еден од клубовите, да извршат обука која трае од 7 до 10 дена и потоа завлегуваат постепено во водите на параглайдерството и веќе може да напредуваат во спортот. Со обука само од 10 дена, значи може човек да лета. Да, но сепак нема да почнат со професионалното летање, него со оние првите панорамски почетни летови. Јеве, за крај, каде се гледаш ти себе си во иднина? Значи, јас себе си во иднина се гледам во врвот на овој спорт, односно да достигнам прво место на светската ранглиста. Тоа беше разговорот со двајцата македонски параглайдеристи Мартин и Боријан Јовановски од Прилеп.